Денес заедно со раководителите на сектори, председател на совет и координатор од пратничната група на ВМРО-ДПМНЕ сме овде пред вас да ви дадеме отчет за 100 дена градоначалник во мојот втор мандат. Да ги презентираме покрупните, но и помалите проекти, сите исто значени за кавадарци. Вашата дадена поддршка за втор мандат за мене значеше соочување со уште поголеми предизвици за брзо реализирање на сите планирани проекти. Предизборната програма почна да се планира, но и да се реализира од првиот ден од новиот мандат. По изминатите 100 дена, заедно со службите, но и со вас, драги сограѓани, сме сведоци на голем број реализирани проекти, не застанавме ниту во еден момент, континуирано се работи за убаво кавадарци. Во овој отчет за сработеното во првите 100 дена од овој мандат се забележени сите реализирани и отпочнати проекти, сите настани, сите средби кои досега беа остварени. Јас силно верувам дека, исто како и во претходниот мандат, предизборната програма ќе се реализира во многу краток временски период. Имаме 4 години за да ги реализираме планираните, но и новите проекти кои произлегуваат од вашите барања и потреби. Кавадарци веќе одамна одстакнува од другите општини во инфраструктурата, економскиот развој, туристичката понуда, но и стана општина во која се живее безбедно и квалитетно. Идните генерации веќе имаат одлични услови за образование, а потоа и за градење кариера и создавање семејство. Веќе се реализирани голем број на капитални проекти, а неколку големи проекти се во завршна фаза. Ова е голем успех не само на мене, не само за општина Кавадарци, најмногу за вас, драги кавадарчани. Како и во претходниот мандат, заеднички создаваме убаво Кавадарци. Од покрупните проекти и настани ќе ги извоиме. Новогодишното украсување. Градот беше украсен како никогаш до сега. На плоштарот и низ улиците можеа да се видат новогодишната декорација за новите украси, новогодишната елка и осветлувањето со кои се чувствуваше празнична атмосфера. За прв пат се организира божничен пазар со украсни кучерки, каде кавадарчани, а и општо сите кои доаѓаа овде можеа да се навратат, да се стоплат или освежат со некои пијалоци, храна, но и да купат по некој новогодишен украс. Бадников ручек. Во пресрет на божичните празници, општина Кавадарци во соработка со неколку општествени одговорни компании од градот, со професионални готвачи од цела Македонија, организирање заеднички бадников ручек за лица кои се сами и осамени, без семејство, лица со социјално загрозени семејства. Допревме до нив и им понудивме дружење и славење на градскиот плоштад во Кавадарци, ручек подготвен од раците на нашите готвачи, баш како што толикуваше за еден од најголемите христијански празници кои веруваме дека ќе стане традиционален. На самиот ручек беа поделени околу 3000 порции храна за лица кои дојдоа на плоштадот, но и за оние кои не стигнаа да дојдат и им испративме преку Црвен крст и банка за храна. Новогодишно пакетче за секое дете, атракција со хеликоптер и баба мразица. Покажавме дека знаеме како на необичен начин да им го подобриме новогодишното расположение на учениците од основните училишта во општина Кавадарци. Имавме атрактивен настан за кој ќе се зборува уште долго низ Кавадарци, а и во Македонија. Го прескокнавме вообичаеното и Дедо Мраз, а со него и баба мразица ги донесовме од Лапонија со хеликоптер во придружба на специјалци кои се погрижија за летањето да биде безбедно. Им беа доделени новогодишни пакетчиња на сите ученици од прво до пето одделение од сите 6 основни училишта во општина Кавадарци. Градски зелен пазар. Градскиот зелен пазар е во завршна фаза и ќе добие лик на нов современ пазар со 2 нивоа за паркирање и едно за продажба на свежи зелени производи, но и производи кои бараат посебни услови. Парк Киро Крстев. Новиот парк е веќе во функција неколку месеци. Истиот е со целосен нов изглед, функционален и направен со цел нашите граѓани да имаат уште едно катче за разонода, рекреација и прошетка за блиските. Детска градинка Сонце. После 40 години Кавадарци доби нова детска градинка во објектот Сонце, кој работи во склоп на детската градинка Рада Поцева, може да се згрижат 143 деца во 7 групи, изградена и опремена е по современи стандарди. Реконструкција на општинско основно училиште Страшо Пинџур во село Возраци. Нов кров, реконструкција на фасада
и градеж до занечиски работи во внатрешноста на училиштето кои офаќаат санација на под, плафон и ѕидови. Со ова значително се подобруваат условите за работа и одвивање на квалитетна настава. Објектот добива нов лик, а учениците современо училиште во кое се осваруваат воспитно-образовниот процес согласно најсовремените стандарди. Реконструкција на патот Раец-Чесентри. Промнување, тампонирање и асфалтирање на локален пат Раец-Чесентри. Истото е во должина од 4 км и одводнување на атмосферските води на цел делницата е решена преку одводни канали и пропускни цевки. Реконструкција на патот Голеш-Шешково. Завршен пат од браната Хец-Тиквеш до населбата Голеш и село Шешково кое е во должина 8 км. Изградба на спортска сала во Општинско училиште Димката Ангелов Габерот во село Ваташе. Во завршна фаза и иста ќе биде пуштена во функција до крајот на месецот. Спортска сала во Општинско основно училиште Страшо Пинчев. Изградба на комплетно нова спортска сала за учениците. Иста е во функција и се изгради за помалку од една година и сега учениците ќе имаат можност наставата по физичко образование да изводат во овој објект, а во последната изградба на спортска сала во училиштето во градот и во наредниот период ќе започне со изградба на вакви објекти во подрачните училишта. А сите останати проекти кои се во голем број, како улици, тампонирање, канализација, асфалтирање, тротоари, се во голем број и се дадени во нашиот официјален објавен отчет на нашата веб страница, меѓутоа и во писмена форма. Уживајте во најелитното фудбалско доживување Лига на шампиони на Арена Спорт и Арена Премиум каналите на кабелскиот оператор Инел. Повеќе инфо на www.inel.mk и 043 550 550. Да навиваме заедно со Инел. Бензинска пумпа ДМД Оил.